Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Времето покажа дека вистинскиот монструм во случајот монструм е токму Зоран Заев. Зоран Заев бесрамно ја лажеше јавноста дека ја знае наводно вистината за убиството на Смилковско езеро. Додека ги лажеше родителите на убиените деца, Зоран Заев правеше селфи со убијците кои лично тој ги ослободи. Јавноста ја виде целата монструозност на Зоран Заев. Тој е човек кој бесрамно го злоупотребуваше масакров кај Смилковско езеро и убиството на 4 деца и рибарот за лично своји политички цели. Ја лажеше јавноста, но и роднините на убиените дека има докази за наводна, според него, нова болна вистина за овој масакар, за сега, после 5 години да излезе пред судот и да каже дека нема никакви информации за тоа. Бесрамно и монструозно. Зоран Заев злоупотребувал смрт се со цел да дојде на власт. Тој од периодот од 2015 година, кога ги правеше своите митинзи и своите настапи во интервјуа, но и на средби со роднините на настраданите, зборуваше и креираше лаги, се со цел да фрли магла и така да лови политички поени. Еве што изјавуваше Зоран Заев во тој период. Цитирам: "Големи сомневања се врзани за овој случај. Со обелоденувањето на вистината за Смилковско езеро или проектот на владата Монструм, како што го нарекоа со кривична пријава, ќе обелодени и болна вистина", рече Зоран Заев на 27. мај 2015 година. За српски портал во 2017 година отиде дури и понатаму, па уште посочуваше дека власта е инволвирана во овој масакар, а осудените во случајот биле невини. На тоа следеа медиумски хајки за оцрнување на политичари, играње со судбината на убиените и нивните семејства. 5 години Зоран Заев ги манипулирал и родителите за наводни бомби и докази кои ќе донеселе нова вистина, болна вистина и слично. Резултатот, почитувани, од сето тоа е ослободени обвинети кои после сведочењето на Заев пред некој ден излегоа и насмејани си правеа селфи токму со него. Класична некрофилска политика на Заев, кому лагата му е добро позната особина изминатиот период. Да подсетиме, истиот тој, во кампањата пред изборите, не го злоупотребуваше само убиството кај Смилковско езеро, туку ја користеше и судбината на Мартин Нешковски, судбината на Малата Тамара, Никола Младенов и Диво Населја. Пушташе сечени и прекинувани разговори, организираше насилни протести, пресконференции, се со цел да создава лажна слика. Овој човек е бесрамен лажго и измамник. И најмалку што може да направи е да и се извини на целата македонска јавност и конечно да се повлече од политиката. Надлежните институции дополнително мора да ја испитаат неговата одговорност и соодветно да постапат. И од Заев да е, премногу е сето ова. На 12 април ќе почне конечно демонтирање на кулата од лаги од Зоран Заев. Тој е виновен за сите злоупотреби во Македонија, сите лаги и сите порази кои што ни се случија и на државата и на нашиот народ во изминатиот период. Зоран Заев никогаш повеќе, почитувани. Ви благодарам.